многу креатори на содржини во Македонија и некои од нив навистина ме инспирираат. Една од нив е Александра Трпеска Маджестик. Ти си урбана девојка со свој стил кој ја покажува реалната слика на социјалните мрежи, колку сум во право до сега. Се трудам да бидам најсвоја што можам и да бидам најреална, затоа што, како порано вика, животот не е Инстаграм, така што се трудам некако тоа да го преточам низ мојата приказна. Дали социјалните мрежи се проклетство или неопходност? Да, социјалните мрежи знаат да се користат за многу неубави работи, да доживуваме неубави емоции, но од друга страна мислам дека достапноста на сите тие информации што денеска ета за да се едуцираш, да се надоградуваш, да се запознаваш ета со нови луѓе, мислам дека тоа е една страна што навистина многу ми се допаѓа и ета. Тинеџерите се познати по брзата промена на интереси. Ти имаш завршена средна школа по медицина, па потоа имаш студирано фармација, а сега си контент креатор. Како се случи таа голема промена? Па, баш пред некое време си гледав слики кога сум била мала и секогаш сум со микрофон, со апарат, нешто снимам, сликам, така што пасијата и таа креативност постоела во мене уште од мала. Искрено студирав медицина и потоа отидов на фармација затоа што некако сакав да ги исполнам очекувањата на моите дома, но сепак на крајот мислам дека победува тоа што ти е најголема љубов и победува тоа што во кое што највеќе те бива и мислам дека тоа така треба да биде затоа што за да бидеш една исполнета личност со самодоверба и да го донесеш најдоброто во општеството, мислам дека тоа ќе го направиш само ако го работиш тоа што навистина го сакаш. Ти имаш соработувано со многу светски брендови. Како е да се креира контент за нив и колку време ти треба за да смислиш концепт? Морам да кажам дека пред се ова го гледам како сериозна професија и мислам моите стандарди се навистина големи во оваа работа. Да, сите имаат своји критериуми кои што мора да ги исполнуваш, мора да некои стандарди да се запазат кога се креира контентот и тоа носи секако посебна тежина на работата затоа што треба да внимаваш на многу параметри, а за да креираш еден рил, например, мене ми одзима отприлика, што знам, околу недела дена, со тоа што кога работиш со такви сериозни брендови, најпрво креираш концепт, потоа го испраќаш на одобрување, па после тоа ја собираш екипата која што треба нели да го сработите тоа, па тука спаја нели облека, шминка, фризура и така натака. Во твоето био на Инстаграм стои дека си бунтовничка. Ти цело време сакаш да постираш за говор на омраза, за самодоверба, за самопочит. Дали можеш да ни кажеш малце повеќе околу тоа? Па кога мојата платформа некако природно порасна со бројот на следачи, јас пред за тоа што сум таков човек каков што сум, полн со емпатија и некако ги согледував општествените проблеми и си кажав дека оваа платформа главна цел нема да биде промовирање на производи или на услуги или било што, иако тоа ми е дел од работата, туку ќе биде искористена за да се споделат ете важни информации кога се работи за говор на омраза, за self-love и така натака, затоа што мислам дека инфлуенсерите покрај тоа што нели имаат некоја одговорност да промовираат производи кои што веруваат во нив, мислам дека треба да и промовираат и позитивни вредности кои што ќе ги инспирираат луѓето во општеството, особено знаеме дека тука во нашето општество тоа навистина ни е потребно. Ти знаеш да го направиш Скопје романтично, знаеш да споиш чипкасти хулахопки со патики, пердови со Док Мартинс и тоа да личи се убаво. Како го имаш надградено твојот уникатен стил и дали можеш да ни кажеш нешто повеќе околу тоа? Па не знам, мислам дека тоа со текот на времето се гради со тоа што патувам, запознавам многу луѓе, ме инспирираат, следам многу интернационални блогери, инфлуенсери. Мислам дека тоа е спој, како викаат, твојот живот е музеј на сите личности што некогаш ќе ги запознаеш и така јас се осеќам и карактерно и за стилот, дека тоа е спој на сите искуства што ги имам доживеано, а Скопје посебно си го сакам, морам да бидам искрена, особено моето мало, Девар мало и паркот, тоа ми се места кои што ниту еден ден не ми поминува без нив.
и едноставно окото некако ми ги гледа тие моменти ми се као полни со емоции и се трудам само тоа да го пресликам и да не знам, да покажеме и да докажеме дека овој град е многу убав, само треба да го негуваме и да се трудиме да културно да го возвишуваме. Кој контент според тебе е најгледан? Што сака да види публиката? Па мислам дека најдобро поминуваат трендовските видеа. Иако јас секогаш се трудам да ги избегнувам, гледам дека тоа најмногу поминува, но сакам автентичен контент. Дали мислиш дека твојата професија некогаш исцрпувачка, дали ти требало пауза? Па како и секоја работа, мислам и човек што работи 9 to 5, не знам, во болница, во банка или било каде, му треба одмор, нели, од работата, така што да, ми треба одмор. И некогаш дури се осеќам презаситена од социјалните мрежи, дури и решавам да поминам ден без телефон, без социјални мрежи. Едноставно сакам само да се исклучам и да уживам во реалниот живот. Што би била која професија ако не контент креатор? Па дефинитивно би работела со татко ми. Сега може стварно ќе биде шок за сите ова, но би работела земјоделие, затоа што ете така имам израснато со тоа и мислам дека оваа наша земја има многу простор за тоа. Што би се кажала на 10 годишната Александра со микрофонот во рака? Дека сум многу горда на нејза, затоа што ете некако нејзината пасија, нејзината љубов, не знам, работите што ги сакала, ден денеска си ги живее и ужива во нив. А ти што би кажала? Многу ме интересира. Јас би се кажала дека треба само да не се плашам, дека се окей, се ќе се среди, дека се поминува во животот и не би се ставала толку стрес на сама себе или притисок да сум цело време перфектна или да правам нешто кој што некој друг ми кажал, дека треба да сум автентична и дека треба само да гледам напред, да не се плашам од минатото. Тоа би се го кажала на себе. Да, браво, и многу ми се допаѓа како размислуваш и верувам дека тоа ќе ги мотивира многу млади кои што се ете на твои години да го имаат тој мајндсет. Сега е март, најженскиот месец во годината и ти претходната година за 8 март имаше постирано дека си била многу инспирирана од Vogue каверот, британскиот Vogue, со 40 жени. Сакам јас и ти да најдеме 10 жени од Македонија, 5 јас, 5 ти, што нас ни имат инспирирано, а во меѓувреме да направиме мача. Ќе ми биде задоволство да ја пробаш мојата мача, а мислам дека предизвикот да кажеме само 10 жени ќе биде тежок. Ама ајде ќе пробаме. Ајде. Јас да почнам или ти? Па ајде ти додека јас ја подготвувам мачата, може? Може. Јас, да одиме од почетокот. Јас кога почнав да глумам, имав 9 години и до 11 работев со Магдалина Ризова, што навистина беше супер во театар комедија, се посвети на сите нас. И потоа почнав да работам со Наталија Теодосиева. И она навистина ме инспирираше, бидејќи она ме запозна мене во една фаза каде што јас стварно сакав да се откажам од глумата и од се што правам. Сакав да имам нека голема пауза или само да прекинам. И после тоа, таа навистина ме инспирираше да продолжам. И ми кажа, ме поттикна дека можам и дека имам талент што не треба да се фрли. Браво, се согласувам со тебе, Наталија, стварно кул девојка. Многу. Ти? Мене посебно иначе ми е чест дека еве за овој 8 март ќе може да споделиме и да промовираме некои жени од нашето општество кои што ставаат позитивен импакт и кои што нели позитивно влијаат во нашето општество. Ако треба да кажам име и презиме, тогаш би почнала со две девојки кои што се борат за женските права, не само во март, туку и во текот на целата година, и тоа е за поздрав, нели? Тука прво би ја ставила Сара Миленковска, која што е основачка на Стела Network, и Калија Димитрова, која што е авторка и плюс основачка на Медуза. Една голема уметничка се вика Стефанија Гаштарска, балерина е. И навистина Стефи. И Стефи навистина е кога оди како да лепди. Она е буквално родена за тоа што го прави, толку е посветена и дефинитивно не ја би ја ставила на листата. Браво, и мислам многу е млада и многу ми се свиѓа. Да. И тоа што го прави на TikTok, навистина ми задржува внимание. А веќе кога сме кај младите тука,
Мене ми се допаѓа многу Дина Јашари, така што дефинитивно не би ја ставила во оваа група. Се согласувам. Да, Дина мислам дека креира супер музика, што треба да биде пример за многу млади артисти. И уште еден представник на младата генерација, дефинитивно би ја ставила тебе. Затоа што мислам дека треба да оставиш печат онака, затоа што ставаш добра импресија на културно воспитана, се трудиш и го работиш тоа што го сакаш и мислам дека тоа треба да биде пример за многу генерации. Фала ти многу. Јас исто така планирав тебе да ставам на листата, бидејќи иако имаме многу контент креатори кај нас, јас не познам друг човек што 11 години се задржал на професијата и стварно ме инспирираш. Повели Кики, се надам дека ќе ти се допадне мојата мача. Сигурно ќе ми се допадне. Дефинитивно на листата би морала да ја ставам Калиопе, она е страшен вокал, колку има успеано и стварно преголема кариера, има преголем успех. Ти веќе кога кажа Калиопе, нели сите имаме израснато со нејзината музика, јас сакам да кажам исто така една личност со која што имаме израснато ние во театарот за деца и младинци и сега нели во МНТ, тоа е Тања Кочовска и мислам дека инспирација за многу генерации, особено во сферата на уметноста. Потоа би споменала некоја македонска авторка, тука би ја ставила Румена Божаровска. Мислам дека е многу важно нели да читаме македонска литература. И јас веќе ги надминав овие 5, така што ќе кажам уште неколку. Мислам дека во последно време некој што остава многу силен печат во Македонија, тоа е како новинарка Сашка Цветковска. И мислам дека е за почит тоа што го прави, колку е гласна и се бори за подобри денови во нашето општество. Супер. Јас да треба да издвојам дефинитивно најмокна жена кај нас би била председателката Гордана Селјановска-Давкова. Јас имав чест да се запознам со неа, да направам интервју, да ја прашам за порака кон младите и секој збор тежеше, секоја порака и беше комплетна, секоја мисла и беше кажана, ја слушаш и се инспирираш. Во оваа група на жени кои ме инспирираат, јас лично би ја додала исто така и Ели Пешава. Знаеме дека нели воздухот е актуелна тема кај нас, па мислам дека би ја ставила во оваа група затоа што е доста активна и основачка на иницијативата Одва и би додала уште некој, само да се сетам, тоа е Јана Релик, која не представуваше оваа година мислам, минатата година, 2024 на Олимпијада во таеквондо. Последна би ја кажала Анастасија Точевска, бидејќи сум голем љубител на животни, особено на кучиња и често волонтирам во шелтерот, нивниот шелтер. Анастасија иначе е активист и има изградено шелтер за кучиња, шепасти ентузијасти. И така често идам кај нив и волонтирам и така ми се исполнува душата, така што и неја би ја ставила тука, иако тој шелтер го имаат основано повеќе жени, но ете неја ќе ја кажам. Јас дефинитивно се согласувам, многу е битно да ги цениме жените во нашето општество, бидејќи мислам дека не им се дава доволно кредибилитет и дефинитивно јас секојдневно се инспирирам со луѓе околу мене и тие ме поттикнуваат да продолжам, ама овие жени се стварно во топ 15. Да, тешко беше навистина да се изберат толку малку жени. Сега уште ми такнуваат нови имиња. Морам да кажам дека во нашето општество навистина има жени од кои што може да се инспирираме и на следниот предизвик ќе подбереме повеќе. Договорено. Да.